Добра вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во За или против. Овој петок ќе се обидеме, како и секој петок, да ги актуализираме и да ги одговориме на актуелните прашања за оваа седмица, а секако во фокусот, што можеби беше најмногу во интерес на јавноста, па и на политичките партии, е оние предложени измени кои што предвидуваат пратениците да имаат само македонско државјанство и секако она што е последно и можеби најактуелно се измените на изборниот законник и прашањето дали пржинската влада ќе оди во историјата. За овие и за останатите актуелни теми вечерва зборувам со пратеникот Антонио Милошевски. Добра вечер. Добра вечер, благодарам за поканата. Ке започнеме токму со она што е најактуелно, а тоа е предлогот кој што го доставивте, нели, како пратеничка група, а тоа е пратениците да имаат само македонско државјанство и тоа подразбира дека во случај да имаат и некој друго државјанство ќе мора да се откажат, меѓутоа зошто се одлучивте, од каде потекна иницијативата да доставите еден ваков предлог, имајќи предвид дека и во 2021 година имавте ист ваков предлог доставено до собранието. Што е разликата или се исто, само сега е многу поактуелно? Мислам дека актуелноста и тогаш и сега е еднаква по значење, бидејќи сепак е чувствителна тема, сепак би била промена со еден дополнителен услов што е битен, не е занемарлив, но што е слично и во 2021 година и денес СДСМ не престана со злоупотреба на шпекулации во прашална форма, никогаш како конкретно тврдење, кој има, кој нема ваков или таков пасош. Во недостаток на други идеи, проекти или можеби внатре-партиски слабости, и во 2021 година преку нивниот тогашен сојузник Каракачанов и сега преку нивната веб страна злоупотребуваат клеветата и шират манипулации по однос на двојно државјанство на одредени колеги пратеници. И сметавме дека ова е еден начин како да го повториме нашиот став што го имавме од 2021 година, дека не се сменило ништо и дека доколку некој смета дека единственото државјанство е концепт кој што е подсврст за Македонското собрание, ние стоиме за тој предлог како тогаш, така и денес. Затоа и го предложивме. Второ, сметаме дека кога сте одбрале да бидете пратеник, има логика, ако сте пратеник во Собранието на Македонија, да бидете и според државјанство лојален само на таа држава каде што сте одлучиле или ве избрале, ви дале доверба да бидете пратеник. Бидејќи кога има двојно државјанство, иако македонскиот устав не го забранува, сепак има една етичка и политичка дилема на која држава сте повеќе лојален. Особено ако во собранието одлучувате за теми кои што не засегаат само Македонија, туку можеби засегаат и други држави, каде што може некој од колегите пратеници да има некакво двојно државјанство. Тоа што е разликата од 2021 година е што тогаш, бидејќи ДУИ СДСМ беа на власт, ДУИ веднаш експлицитно го блокираше, не се стигна ни до процедура на расправа за овој закон, предлог закон, додека овој пат беше ставен како предлог точка на дневен ред и по однос на самото изјаснување доби едно солидно мнозинство, солидна поддршка да биде точка за која што ќе се расправа, иако се уште не е одлучено, со тоа што сега пак ДУИ експлицитно, присутните пратеници на ДУИ во моментот беа 8 и нивната коалиција, експлицитно гласаа против овој предлог закон да се најде на дневен ред. Дали ќе успееме да ја постигнеме целта, не зависи само од желбата на мнозинството, бидејќи овој закон за пратеници е дел од законите, од 5 закони, кои што може да бидат предмет на филибастеринг. И сега од нас што го слушнавме од стручните служби во собранието е дека за овој предлог закон за измена на законот за пратеници по однос на македонското државјанство поднесени се отприлика 150 амандмани, од кои што мислам дека поголемиот број се од пратениците кои што
припаѓаат на групата Европски фронт, предводена од ДУИ и други политички партии, додека неколку амандмани, 5 или 6 се поднесени од Социјалдемократскиот сојуз. Доколку било која од овие политички групации има, ајде да кажеме, скриена намера или отворена намера да го блокира ова предлог законско решение, тоа можат преку филибастеринг врз основа на деловникот да го направат, бидејќи за еден амандман може да се расправа не еден ден, туку може да се расправа 51 ден. Вака символично кажано. Најноставно да го кажеме дека нема крај на расправата, односно расправата дека не се исцрпи, меѓутоа тоа може да трае до бесконечност. Еве најноставно да го објасниме дека може да се пролонгира и да се развлекува до бесконечност, да. Бидејќи другите закони, сега закон за високо образование е актуелен, не знам, некој друг или трет закон за социјална политика или за царини или енергетика, може да сте за, може да сте против, може да имате 20 или може да имате 200 амандмани, но си има рокови во кои што надлежните работни тела и комисиите расправаат и кој да е закон за недела 2, 3 или 5, ќе се најде на пленарна седница, ќе завршат тие рокови и ќе се изјасниме дали собранието го усвојува или го отфрла, додека деловникот на собранието, законот за собрание, законот за пратеници, законот за финансирање на политички партии и изборниот законник се 5 таксативно наброени 4 закони и деловник, кои што сите партии се согласиле пред да го усвојат овој заеднички деловник, дека мора да бидат донесени со консензус или со многу широко мнозинство, односно може да бидат предмет на филибастеринг. Во деловникот пишува дека за овие законски решенија не важат роковите на работните матични тела, ниту на пленарната седница. Како оди следната процедура? Кога може да се очекува дека би започнала да биде ставена на овој пат на Комисијата за политички систем, која што исто имаше многу одлагање заради другиот закон за влада, во кој што е предвидена се уште така наречената пржинска, односно техничка влада пред избори. Имаше многу паузи, траеше долго расправата и се успеа да се усвои дневниот ред и да се усвои предлог законот за измена и дополнување на законот за влада. Тука се застана со расправата и очекуваме Комисијата за политички систем да продолжи во текот на следната недела со следната точка, тоа е законот за пратеници, и тогаш ќе имаме појасната слика кои се вистинските намери на дел од колегите пратеници кои што припаѓаат на опозицијата и како тие ќе настапат. Дали со амандманите ќе одат содржински да подобрат некои предлози во овие законски измени или па амандманите ќе ги користат за филибастеринг и тоа да трае повеќе од 100 амандмани во таа насока. Социјалдемократскиот сојуз вели дека сега има некој предлог, се разговара тоа овој предлог да се аплицира и на владини функционери и министри. Би сакала да продискутираме во оваа насока, првенствено зашто споменавте дека оно што јас го сватив од вашето излагање дека крајната цел е заштита на националните интереси, односно работењето во најдобро, за да биде подобро нели за самата држава, за граѓаните, и токму затоа би било тоа крајната цел. Дека ова не е изолиран случај и дека не е случај само во Македонија што би можело да се случи, ова се случува и во други европски земји, односно нивното законодавство предвидува да одредени државни функционери имаат само едно државјанство. Има такви случаи, например во Како е Литванија. регулирано тоа во останатите европски земји? Нема униформирано правило, но има одредени земји кои што се порестриктивни. Соседна Бугарија, например, има рестрикции по однос на одредени државни позиции, не за сите, но за еден дел има ограничувања поврзани и со државјанството. Литванија е најрестриктивна, таму дури концептот двојно државјанство за граѓаните не постои. Естонија, Латвија признаваат двојно државјанство, но за поголемиот дел избрани менувани позиции имаат рестрикции, додека, например, Велика Британија е целосно либерална. Не е битно дали сте вие британски и македонски државјанин или британски и американски, доколку имате британско државјанство, може да се кандидирате и да бидете избран за се. Така што има различни концепти и во суштина
овде, како да кажам, ние би сакале да го застапуваме принципот на формална лојалност, која што не мора да значи суштински дека избраниот или именуваниот кандидат е целосно добар или е целосно во заштита на националните интереси. Ние сме имале премиери, за жал, на оваа држава, кои што продале национални интереси и одстапиле сериозно од националните позиции, а немале двојно државјанство. Не било тоа проблемот кај нив, да, како што викаше претходен премиер, да го свитка рбетот или да свитка кичмата за да направи одредена постапка спротивна на националните интереси на Македонија. Но во секој случај, кај нас во моментов постои рестрикција за државниот јавен обвинител, главниот државен обвинител, да не може да има двојно државјанство. Постои рестрикција за амбасадорите на Македонија во земјите во странство, да може да бидат носители само на едно македонско државјанство. И постои рестрикција за директорите на агенциите за разузнавање и за Агенцијата за национална безбедност, каде што заради природата на работите и за да имате државен сертификат државна тајна и слично, пожелно е, неопходно е да имате само македонско државјанство. По однос на проширувањето на концептот за едно државјанство за било која друга позиција, треба да се отвори една поширока дискусија за да имаме изјаснување и на оние стручњаци кои што имаат дилеми. Дали тоа би било во колизија со законот за државјанство, каде што двојното државјанство е дозволено, бидејќи Македонија сакале или не, мора да признаеме дека ние имаме македонци по род, наши сонародници, по број можеби и повеќе кои што живеат надвор од Македонија, живеат во Австралија, Америка, Германија, Италија, на други места, кои што голем дел од нив немаат само македонско државјанство, дел од нив имаат и американско, хрватско, италијанско, австралиско државјанство и затоа ќе треба да се размисли добро за концептот како Македонија ќе го дефинира двојното државјанство, дали ќе оди на преголема рестриктивност како Литванија или ќе оди на прифаќање на либералниот концепт како Британија или ќе се најде некоја средина која што ќе биде ограничување за одредени избрани менувани позиции. Државни функционери. Како го коментирате она што доаѓа еве денеска веќе од говорницата, односно од лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Венко Филипче, кој што вели дека лажниот патриотизам е разобличен и дека на власт се предавници? Јас, да бидам искрен, не знам, не би сакал да употребам сега некој непријатен збор, но кога председателот на СДСМ говори, Венко Филипче говори за патриотизам, тоа е како јас да говорам за неврохирургија. Јас не се разбирам од неврохирургија и навистина можам да направам грешка ако кажам било што. Така и господинот Филипче, мислам дека кога говори за патриотизам, сметам дека не е вистинскиот човек кој што има реноме, минат труд или кредибилитет да говори на таа тема, особено ако се знае дека беше член на владата која што го прифати францускиот предлог и не само што го прифати, туку сега во моментов не доведува во една непријатна ситуација по однос на евроинтеграциите заради прифаќањето на таа уцена и дополнително на тоа, господинот Филипче е главниот промотор на тоа дека уставот треба да се смени, дури испаѓа дека ја олеснува работата на владата во Софија, наместо тие да се гласни во Европа што е нивниот интерес и што очекуваат да направи Македонија, Филипче е погласен и од самите нив и промовира насекаде дека Македонија треба да го направи тој чекор и затоа сметам дека Венко Филипче како политичар, кога говори за патриотизам, не оди едно со друго. Венко Филипче како лекар, кога говори за неврохирургија, сметам дека тука треба да му се признае дека го бива. Ке позборуваме и за европскиот пат на Македонија и за новата резултатите од изборите во Бугарија, меѓутоа малку подале. Би сакало што малку да се задржиме на законските, односно сето она што очекуваме да биде во процедура во собранието, а тоа се измените во законот за влада, односно подошниот закон и оно што е доста актуелно деновива, тоа е повторно се зборува за пржинската влада. Да.
ќе оди ли во историјата пржинската влада и како ги цените сите овие, ако може да кажеме, уцени кои што доаѓаат од Социјалдемократскиот сојуз дека би излегле од од процесот на што подразбира дискусија и разговори за истото и дека буквално ќе го невозможат процесот, ако може така да се каже. Да. Па изборниот законник, како што споменав, исто така е наведен во деловникот како закон на кој што може да се прави филибастеринг. Значи, изборниот законник може да се дополнува, менува или надградува само со еден широк консензус. И затоа прифативме ние како политичка партија под покровителство на Министерството за правда, сите политички партии, вклучително СДСМ, ДУИ, ВЛЕН, Левица, ЛДП и така натаму, да учествуваме во таа работна група, каде што дискутиравме за изборниот законник и дискутиравме по препораките кои што се добиени од ОПСЕ и ОДИХР. Значи не зборувате врз нешто што... Не зборуваме нешто што, да речемете, на памет или некак наметнува на некој решение, туку сепак има некои одредници кои биле укажани од ОПСЕ и ОДИХР. Не мора за се да се согласат сите политички партии, но целта беше да видиме до каде може да имаме заеднички консензус. И дискутиравме попрецизно за 17 побитни препораки од ОПСЕ и ОДИХР, кои беа преточени во одреден текст како измени во законот за избори, изборниот законник, но гледаме дека сега СДСМ го врзува тоа со измените во законот за влада. Прво, СДСМ има една неконзистентност. Пред 3, 4, 5 години и Заев и Ковачевски, како тогашни премиери и председатели на СДСМ, еден по друг, на неколку пати изјавуваа дека за СДСМ не е проблем во иднина и да не постои техничка или така наречена пржинска влада, дека е тоа надминат привремен модел, кој што бил потребен некогаш според нив кога државата имала квалификација за робена држава, но ете тие нели ја ослободија, како и да кажеме. Да додадеме да потсетиме, тоа беше во период кој што се водеше дека имаме некоја политичка криза. Имаме политичка криза, да. Во моментов немаме политичка криза и ние еве на самите локални избори кои што ги водевме се виде дека сите учествуваат, сите имаат можност за надпревар, секој има можност да добие или да изгуби. Во одредена општина, во општина Центар победи СДСМ, во општина Куманово победи ЗНАМ, во општина Струмица победи ВМРО ДПМН, град Скопје исто така, некаде ДУИ, некаде ВЛЕН и така натаму. И не видовме дека некој го спори тоа ниту ОПСЕ ОДИХР, уште помалку било кој од учесниците. Но тоа што сега го забележуваме е дека кај СДСМ постојат внатрепартиски проблеми. Тие внатрепартиски проблеми кои веќе излегуваат во јавност, има жолчни препукувања, очигледно е дека СДСМ сака да ги трансформира во внатредржавни проблеми. Внатрепартиската криза од СДСМ да ја префрлат да биде внатреполитичка криза на Република Македонија. Сметам дека тоа не е коректно и самото одстапување од работната група за разговори за изборниот законник, сметам дека е незрел политички потек, токму на Венко Филипче како председател на СДСМ, како што според мене не беше мудро од негова страна што беше одсутен од лидерската средба која што се одржа во клубот на пратеници по покана на председателот на владата Мицковски, каде што учествуваат другите релевантни политички субјекти. Вие може да се согласите или да не се согласите со некој став на другите партии, но добро е да бидете како релевантен играч на самата маса каде што се дискутира, но гледам дека Филипче и од тоа се плаши, или можеби тој не е оној кој што носи одлуки во таа партија. Ако господинот Заев е тој кој што ги диктира одлуките, а Филипче ги спроведува, тогаш веќе има некоја логика. Но кога збориме за пржинската влада, малку е без основа ставот на СДСМ да не разговара за изборниот законник затоа што ќе се укинела пржинската влада, бидејќи во измените на законот за влада на следните парламентарни избори пржинската влада ќе постои. Тоа е планирано веќе не овие што доаѓаат редовни или вонредни, доколку има, туку да речеме после како му доаѓаат 4 плюс уште колку? Да, значи еве сега редовните избори доаѓаат 2028, тогаш ќе постои пржинска влада. Добро. И изборите кои што доаѓаат после нив,
доколку Тогаш бидат веќе редовни, би- 2032, тогаш нема да има пржинска влада. И доколку СДСМ е сигурна во своите капацитети, како што најавуваат дека се окрупниле, обединиле, дека владата води лоши политики, а тие нудат политичка алтернатива, тогаш нема зошто да бидат уплашени. Следните избори ќе има пржинска влада, СДСМ ќе има министер за внатрешни работи и други функционери кои што се во таа техничка влада, да кажеме дека ќе победат на изборите според нивните проценки и потоа на изборите после нив нема да има таква техничка влада и затоа сметам дека СДСМ овој чекор на бегање од разговорите за изборниот законник го прави за да си создаде алиби за изборниот пораз кој што тие го насетуваат дека ќе им се случи. На локалните избори доживеа пораз, но Филипче успеа да преживеа на тронот на СДСМ, кажувајќи дека сепак успеале да се консолидираат после големиот парламентарен пораз, тоа да го релативизира тој неуспех и да остане председател на СДСМ, но доживувањето на нов пораз на парламентарни избори, мислам дека самиот е свесен дека за него би било фатално во политичка смисла на зборот, и сега се обидува да создаде перцепција за авторитарна влада, за некаков режим, за притисок, за... Тоа ќе беше второто прашање. Имаме 2 години до редовни парламентарни избори. Тоа се 2 години кога може самата партија да се реформира, да се зацврсти, да сработи, да делува како јака опозиција, сите тие механизми кои што ги има, но ово што го зборувате вие се чини дека можеби ќе се обидуваат да направат некоја криза за да изгледа дека нешто не функционира во самата држава? Па мислам дека тоа е интенцијата. За жал таа интенција на некој начин како да е или случајна или координирана со ДУИ, дури и во пишување на писма до меѓународните фактори. Дали е тоа Европската комисија или е тоа Лондон или Париз или Берлин или Вашингтон, но гледаме дека и председателот на ДУИ и председателот на СДСМ на различни теми пишуваат писма до меѓународната јавност дека во Македонија постои некаква неприродна, нелагодна, недемократска или авторитарна атмосфера, што е далеко од вистината. Дури на една пресконференција бе фрапиран кога лидерот на СДСМ кога го праша што мисли за интервенцијата на Соединетите американски држави во Венецуела и во Иран, тој кажа па тоа се режими во Венецуела, режим во Иран, но Америка треба да размисли, во Македонија постои режим. Мислам дека се сеќавате гледачи, што беше скандалозна изјава. Многу непристојно за човек кој што е избран, бил министер, е председател на опозициона партија, ги ужива сите политички можности, медиумски, финансиски во оваа држава. Во време кога ние се бориме за секоја подобрување на секоја наша репутација наспроти она што ни го наметнува источниот сосед, тој да ја квалификува државата за некој режим што стварно е надвор од вистината. И втората работа што мислам дека е исто битна да се напомене е со излегувањето на СДСМ од разговорите за изборниот законник, свесно или несвесно СДСМ ќе им овозможи на дел од оние држави членки во ЕУ кои што не се толку наклонети на проширувањето, вклучително и на Бугарија заради билатерални причини против Македонија, да инсистираат ваквите меѓуполитички односи или меѓупартиски односи во негативна конотација да бидат дел од следниот извештај на Европската комисија и да имаме пониско рангирање во одреден дел на тој политички диалог кој што се води во државата. Во секој случај недобронамерно. Според мене недобронамерно кон Македонија. Разбирам опозицијата да е критична кон власта, не мора да има ни најдобри намери, но да влечете потези со кои што правите штета за целата држава, тоа мислам дека не е добро. Кога сме веќе на работата на собранието, ще едно прашање, бидејќи на Комисијата за политички систем се одржува и амандманска расправа поврзана со предлог законот за Советот на јавните обвинители, јавното обвинителство и сето она што подразбира во тој дел и довербата кај граѓаните. Се надеваме дека ќе се подобрува, имаме и нов државен јавен обвинител. Што се очекува следно во собранието поврзано нели со самиот закон за Советот на јавните обвинители? Што можеме ние како граѓани да очекуваме? Па
после носењето на законот за јавен обвинител, каде што имаше одредени подобрувања на текстот, амандманска расправа, имавме јавна расправа, разликата главна која е, сега кога ВМРО ДПМН е на власт, во Комисијата за политички систем имаме јавни расправи за битни законски решенија. На тие јавни расправи ние внимателно слушаме што имаат да кажат тие од стручната јавност и после тоа дел од тие забелешки, кои што сметаме дека се применливи, ги преточуваме во амандмани, дали ВМРО ДПМН, дали дел можеби некој од опозицијата, и го подобруваме законскиот текст. Таков беше случајот со законот за државен јавен обвинител, таков е случајот сега со законот за Советот за јавни обвинители, каде што целта ни е да се зголеми транспарентноста, отчетноста и ефикасноста на ова битно тело во јавното обвинителство, а се со цел да се подигне ефикасноста на овие институции и да се зголеми довербата во правосудните органи. Само за Советот на јавните обвинители во суштина е самостоен орган кој обезбедува и гарантира независност на јавните обвинители во извршувањето на нивната функција. Во суштина тоа е тоа што и јавноста ние сакаме да дадеме дополнителни ресурси што ќе го зајакнат овој квалитет на Советот на јавни обвинители, за да можат тие, како што е судскиот совет, да можат тие самостојно на свој мериторен начин да си одлучуваат за работата на јавните обвинители. Оние кои што заслужуваат унапредување, поддршка и така натаму да бидат наградени, а таму каде што има одредени недоследности, незаконитости, да имаат можност да бидат опоменати или санкционирани, но се со цел да бидат поефикасни. И сигурен сум дека ќе успееме. Јавната расправа на Комисијата за политички систем многу ни значеше затоа што дел од оние забелешки што беа дадени ги преточивме во амандмани и се надевам дека тоа на пленарна седница ќе помине така законскиот текст и со самиот избор на новиот државен јавен обвинител очекувам да има зголемена активност на самото јавно обвинителство, особено во борбата против високата корупција и организираниот криминал. Да, ќе направиме тука една кратка пауза. Во вториот дел би сакала да и вашето гледиште да го видиме околу надворешната политика со вашето искуство, нели? И да прокоментираме сето оно што е поврзано со македонските евроинтеграции. Кратка пауза за реклами, па се враќаме назад во студиото. Да, се враќаме назад во студиото, го продолжуваме разговорот со пратеникот Антонио Милошовски. Во првиот дел позборувавме сите оние и изборни закони кои што би претрпеле можеби измени во парламентот, а сега би сакала да се осврнеме малку и на надворешната политика, на случувањата кај соседите и како тоа би можело кај нас да влие, имајќи го предвид вашето долгогодишно искуство и како министар за надворешни работи. На парламентарните избори во Бугарија победи партијата на поранешниот претседател Румен Радев, што во суштина беше и победа толку убедлива како што немало 97 година читам. Има тие доста турбулентен период со изборите, не можеа да се остават влада, но повторно Румен Радев има една функција, односно се очекува нели да ја формира следната влада. Како тоа би се одразило на нас како Македонија? Да. Неспорна беше убедливата победа. Според мене по жаргон, да речем кажано, беше Джандар збира победа, затоа што предходниот председател на Бугарија, Румен Радев, не ги придоби само своите приврзаници, туку доби добар дел на гласови и од оние кои што се имаа разочарано од други политички партии или други опции, па дури неопределени кои што не гласале подолг период. И после 5 или 6 години на менување на влади, нонстоп нестабилни решенија, некои мнозински во собранието и различни избори, сега тоа што ќе го имаме како нов квалитет во Бугарија е што ќе има стабилна влада. И ако може така да се каже, единствената предност во тој поглед е што сите држави кои што имаат одредени билатерални разговори или комуникација со Бугарија, ќе знаат со кого разговараат, кој е нивниот соговорник последните 4 години. Нешто што не беше случај до сега, многу често се менуваа премиерите и министрите за надворешни работи.
но истовремено би сакал да напоменам дека по однос на спорот кој што Бугарија го наметнува на Македонија како билатерално барање за уставни измени како предуслов за почеток на преговорите за членство, јас не сум голем оптимист. Оставам простор за одреден диалог на ниво на премиери, на ниво на министри за надворешни, на ниво на председатели на држави и така натаму, но имајќи во предвид дека токму политичарот Румен Радев како досегашен председател на Бугарија беше еден од креаторите на ова, би рекол, проблематизирање на македонскиот устав и наметнување на барањето како дел од рамката за преговори за време на француското председателство, не би очекувал тој да го смени ставот со вакво мнозинство кое што го има во собранието. Напротив, можно е само дополнително тој став да го забетонира и да не сака да направи некоја позиција или поместување по однос на Република Македонија, но уште еднаш ќе напоменам, оставам некоја мала маргина на веројатност да видиме какви ќе бидат првите контакти, па тогаш да извлечеме и заклучок дали Румен Радев како председател ќе биде истиот со Румен Радев како премиер на Бугарија и дали ќе има некој попрагматичен однос во смисла на евроинтеграциите на регионот и вклучително тука и кон Република Македонија. Кога станува збор за регионот, излезе, нели, убаво е да и напоменеме и како Бугарија се однесува со другите држави, дали односот на Румен Радев, вие што го напоменавте, би се променил или не. Србија повторно, нашите соседи Срби реагира на начин на кој што Румен Радев како председател се однесувал кон Србија и се потсетуваат дека во суштина Бугарија на Србија има ставено 5 вета, 5 пати ја блокирала Србија во процесот на Европската унија, што значи дека и повторно го користат сето она што го користат и кај нас, дека Србија не го призна, односно проблемите со малцинството, односно прашањето за бугарското малцинство, па колку ваквото, да речеме, однесување може ние да го искористиме како во суштина да имаме една поширока слика дека ова е начин на однесување на Бугарија кој што прави штета на регионот, и како тие можат па во нивна корис ова да го искористат? Во европската... Ако излеземе надвор граници од Македонија, сепак станува збор за регион кој што апсолутно треба да има безбедност и треба да е дел од европското семејство. Се согласувам. После руската агресија против Украина, веќе гледам дека и во поголем дел на земјите членки на ЕУ се согледува потребата дека Европа треба да се зацврсти како континент, па и во однос на самата интеграција. Дали тоа ќе биде со полноправно членство или ќе биде некоја друга форма, е прашање за кое што се дискутира, но дека Европа треба оваа криза малку да ја разбуди самата Европа и да донесе стратешки одлуки и за регионот Западен Балкан, но и за Украина и за Молдавија од источната страна. Мислам дека онаа дискусија која што сега се води во Европската унија е дискусијата дали сите одлуки во ЕУ треба да се носат со консензус или треба да се зголеми бројот на одлуките кои што би се носиле со квалификувано мнозинство. И тогаш во таков случај една земја не би можела да стави вето на други 26 земји, практично кажано, но помалите земји, меѓу кои не е само Бугарија, тука зборам и за Малта, зборам и за Кипар, Бугарија, Естонија и така натаму, помалите земји во Европската унија силно се противат на менувањето на ваквиот модел на одлучување, секој од свој поглед на околината. За Кипар може би е прашањето кон Турција, за Бугарија може би е прашањето кон Македонија и Србија, за Хрватска може би прашањето за Босна, за Естонија, Русија или Белорусија и слично, но секој има некој свој адут или аргумент зошто се против менувањето на ова одлучување со консензус, а за да се смени процесот за одлучување со консензус мора да постои едногласност. Дали најголемите држави членки Франција, Германија, Полска, Италија и Шпанија ќе успеат да создадат атмосфера каде што би ги убедили и другите дека би требало да бидат попрагматични,
останува да видиме, но јас сум скептик. Но она што го напоменавте, самиот однос на Бугарија кон регионот се разликува од односот на Германија, да кажеме, кон незините соседи, Полска, Чешка и другите, во времето кога требаа тие да станат членки на Европската Унија. Тогаш Германија беше подалеку вида. Наместо да ги блокира своите соседи, има стотици историски прашања и изговори тоа да го направат, и недоразбирање и различни толкувања на многу настани, па дури одредени прашања на имотите на некои протерани германци по род од страна на Чешка и на Словачка. Германија не направи така, таа одеше чекор понапред, ги отвори вратите, ги прими во Европската Унија, но со самото тоа ја прошири и зоната на влијание на германската трговија, на германските инвеститори, ја прошири зоната на демократија во самата Европска Унија и ја консолидира Источна Европа, која што, еве, гледаме дека сепак има одредена загроза од страна на Руската Федерација. За жал, во овој регион испаѓа дека соседите кои што се членки на ЕУ помалку даваат приоритет на проширувањето на ЕУ и на прагматичноста во меѓусоседските односи, отколку оние земји членки кои што не ни се соседи. Кралството Шведска или Кралството Данска или Финска или Словенија имаат поголемо разбирање, и Австрија вклучително, за потребата Македонија, Србија, Албанија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина и сите други час поскоро да станат земји членки на Европската Унија, и со самото тоа Европската Унија да има корист, а и земјите кои што ќе станат нови членки, за разлика од соседна Бугарија, а тоа за жал беше случај во изминатите 20 години претходно и со соседна Грција. Дали украинската криза и можниот мировен договор кој што би се склучил на ниво Киев, Москва, Брисел, Вашингтон, во тој квартет, каде што и Европската Унија би играла одредена улога, дали решавањето на таа криза ќе даде некој нов моментум за прагматичност кон консолидирањето на Европа како континент и со самото тоа одредена фаза на проширување, останува да видиме, но во интерес на Бугарија би било, според мене, сите земји од соседството на Бугарија да напредуваат кон ЕУ, а не да бидат закочени на патот кон ЕУ. Барем така се покажало и со другите земји кои што се зачлениле, вклучително и со самата Бугарија, за која што многу земји членки пред Бугарија да стане членка имале одредени сомнежи дали ги исполнува сите критериуми по однос на владење на право, борба со корупција и слично, но станувањето на земја членка генерално го консолидира тој црноморски, да кажам, источен блок со Бугарија, Романија, па од Естонија до Кипар, и мислам дека генерално е корисно за целата ЕУ по однос на геополитиката, и сега таа корист би требало малку и Бугарија да знае да ја проектира во Западниот Балкан, да не гледа толку кусогледо и да го злоупотребува членството за некои блокади, за прашања за кои што соседите природно е да имаат некакви недоразбирање. Но ако сте малку поголем државник и поголема држава и имате по-широка визија за Европа, би требало да сте попрагматичен. Да, кога станува збор за визијата за Европа, каква е визијата на Македонија, кога станува збор за одржување на тие врски кои што ги имаме, контакти, пријателства, па и вие како пратеници сте во контакт со ваши колеги од другите земји, колку е тоа важно и како ние можеме во тој дел да се насочиме за буквално на подобар начин да излобираме она што е во наша корист? Па на два начини. Првиот начин е да си ги завршуваме домашните задачи и да ги спроведуваме реформите кои ни се неопходни. Прво сами за себе како држава да бидеме пофункционална и како институции, и како општество, а второ и за тоа да го подобрува рейтингот и репутацијата на Македонија во очите на меѓународната јавност и на Европската Унија. Тука собранието има своја улога, затоа што реформската агенда се разгледува периодично на Националниот совет за евроинтеграција и на Комисијата за европски прашања, за да се даде стимул на извршната власт да биде по-продуктивна во тој поглед, а исто гледаме да ги прошириме и пријателствата со земји членки на Унијата, од кои што имаме што да научиме, а и кои што имаат интерес
да ја поддржуваат Македонија и да лобираат за обединување на тој европски проект. И она што го направивме најскоро, најсвежо, беше посетата на една собраниска делегација, мешовита, во Хрватскиот сабор. И тоа што го очекуваме е со Хрватска, Македонија и Хрватска во следниот период, да кажам во ова полугодие, да потпишат еден договор за стратешка соработка, сличен како што имаме со Соединетите Американски држави, Велика Британија и Унгарија, а со теми како евроинтеграција, трговија, взаемни инвестиции, соработка во областа на безбедноста, образованието и слично. И мислам дека на таков начин да ги прошируваме нашите пријателства и да привлекуваме поголем интерес на земји членки од ЕУ кон Македонија како кандидат. Колку добрата економска клима, отвореноста за инвестиции, размена на знаење и на добро што го споменавте, ќе помогне во долгорочната стратегија на Македонија, или да го поедноставам прашањето, што од оно што сега се случува и потезите, чекорите кои што ги прави и владата, ја позиционираат Македонија добро, лошо, како гледате, и што е добро и треба да се продолжи да се прави, и евентуално на крај на долг рок што тоа би имало, да речеме, за 5-10 години веќе би можеле да почувствуваме нешто, бидејќи за некои резултати не може да се видат од денес за утре. Потребно е да видиме на долг рок што тоа значи. Ги спомнавте стратешките партнерства, колку сето тоа игра улога во поголемата слика. Според мене треба да се владата, гледам дека обрнува на тоа внимание, става еден сериозен акцент и мислам треба да се продолжи инвестирање во коридорите кои што Македонија ја прават крстопат и даваат додадена вредност, без разлика дали е тоа патна инфраструктура, север-југ, патна инфраструктура исток-запад, коридорите 8 и 10, како и железничката инфраструктура север-југ и железничката инфраструктура исток-запад, со тоа што токму железничкиот коридор која поврзува Македонија со Бугарија може да биде еден добар пример кога имате прагматичен пристап и од едната и од другата страна може да се најде решение. На почетокот нели имаше некој спор каде треба да биде поврзувањето, тунелот, Крива Паланка, бугарска граница и слично, но после одредени дипломатски, би рекол, и владени напори се успеа да се стигне до едно прагматично решение, корисно и за македонската и за бугарската страна. Мислам дека инвестирањето во овие коридори е битно. И инвестирањето во енергетиката. Според мене, инвестирањето во енергетиката, она што сега беше дел и од разговорите на вториот стратешки диалог помеѓу Македонија и Америка во Вашингтон, каде што присуствуваше министерот Муцунски, но и една поширока владина делегација, енергетиката во следниот период ќе биде една од клучните компоненти за стабилноста на државите и една од клучните основи за економскиот развој. И ако Македонија успее во тој дел да ја надгради својата инфраструктура и потенцијал и да има домашни или заеднички мешовити и странски инвестиции во енергетскиот сектор, мислам дека тоа ќе биде инвестиција која што ќе биде исплатлива во следните 5, 10 или 15 години пред нас. И на крајот тоа што би сакал да го напоменам е неопходните реформи во образованието. Според мене живееме веќе во еден нов век, во нова технологија, каде што дури и нашите деца имаат понапредни познавања за некои нови технологии како вештачка интелигенција и друго од тоа што сме го имале ние како генерација. Мора да најдеме начин како овие новитети на глобално ниво да станат дел од нашиот образовен процес, за да произведуваме што по-компетитивен кадар. И за самите стопански дејности во Македонија, но и за секој граѓанин кој што би сакал да биде конкурентен на домашниот или на било кој дел од светскиот пазар како поединец. За крај, бидејќи доаѓат нели во својство на пратеник, го спомнавте на крај образованието, законот за образование, за високо образование, што друго е важни, кои други законски измени се во процес во собранието, што би биле нели во интерес на граѓаните, кратко колку само ете да... Па тоа што мислам дека ќе предизвика поголемо внимание е законот за високо образование, околу него нели има дилеми, дискусии, одредени аргументи за, некои има страни кои што засегнати имаат забелешки, но тоа што е добро е што Министерката за образование
направи јавни расправи на секоја високообразовна институција. Ги сослуша сите релевантни чинители во овој дел. Точно дека и за прв пат на ваков начин кога стана на ваков начин прв пат има една толку широка дискусија. Нормално зборуваме за високото закон за високо образование, има толку широка дискусија и мислам дека добар дел од таа дискусија беше корисна за да се преточат дел од овие забелешки во одредени норми во законскиот текст. Ќе видиме како ќе се одвива дебатата во собрание, но се надевам дека ќе се донесе добар закон за високо образование. И втората работа која што ќе предизвика внимание, според мене, е законот за правична застапеност, кој што владата веќе го преточи во предлог закон после консултациите со Венецијанската комисија. Тука има дисонантни тонови на релација ДУИ како опозиција и ВЛЕН како владеачки партнер и мислам дека тоа ќе предизвика внимание и малку би рекол, пожива дискусија во собранието, но ќе видиме на крајот како ќе испадне. Се надевам дека ќе биде добар закон со некои мериторни вредности. Да, ви благодарам многу за вечерашното гостување. Се надевам дека дадовме одговор на најголем број на прашања кои што ги имавме. Секако, секој што отворени за гостување тука. Ако има потреба и ќе видиме како ќе се одвиваат и расправите кои што ги споменавме, дали ќе има филибастеринг, дали ќе има дебати кои што ќе траат до бесконечност, тука сме ние да ве следиме. Благодарам за поканата и поздрав до гледачите. Почитувани, тоа беше вечерашното издание на За или против. Како и секогаш, јас ви постакувам убав остаток од вечерта, убав викенд пред вас и секако останете на фреквенцијата на телевизија Алфа. Поздрав!